Вообичаено овој предновогодишен празничен период е време на подарување. Убави мисли, зборови, подароци и убави желби. Амбасадата на Народна република Кина во Македонија, заедно со нас, одлучи да ви подари минути уживање во една од најдлабоките, најбогатите и најпрекрасните култури во светот. Во периодот кој што следува, ќе имате можност да уживате во длабоката кинеска традиција, архитектура, вештина, јазик, храна, музика и филозофија. Ќе ви ги покажеме мирисите, вкусовите и боите на најубавиот чај на светот. Ќе ви го покажеме вистинското значење на Кина, она што таа му го дала на светот во својата највистинска смисла. На наше огромно задоволство во овие предновогодишни празнични денови сме на гости во резиденцијата на амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, неговата екселенција господинот Џанг Цзо. Најпрвин ви благодарам за гостопримството, овде атмосферата е навистина одлична. Од 2019 година сте амбасадор на Народна република Кина во Македонија. Како помина овие први 2 години од вашиот мандат? 我自去年9月抵达斯科普里，深切感受到白马历史悠久，文化灿烂，人民热情友好。中白马两国虽然地处亚欧2个大陆，且远隔千山万水，但相知无远近，万里尚为邻。传统友谊源远流长。我的任务是发展两国友好关系，促进民心相通，增进务实合作。自1993年两国建交以来，经贸合作日益增多，人员往来愈加密切。白马独特的文化旅游魅力吸引了众多中国游客。共建“一带一路”，推动17+1合作，支持多边主义，两国是平等互利、合作共赢的好伙伴。面对百年变局叠加世纪灾遇，我深感烈火炼真金，患难见真情。中白马乃至世界各国要战胜疫情和恢复经济，团结合作是唯一正确的选择。面向后疫情时代，世界进入变革动荡期，中白马合作我们应当逢山开路，遇水架桥。地球家园，我们应当共同守护，共同建设。 Доаѓате од држава која што својата писменост, традиција и култура ги брои во илјадници години во една млада држава како што е нашата Македонија. Како се навикнавте на начинот на живот овде? Колку од вашите домашни кинески навики донесовте на наша територија? 作为一名中国外交官，我秉持世界大同、天下一家理念。无论天涯与海角，此心安处是吾乡。白马以我来说，已是他乡变故乡。2000多年前，
中欧之间就已开通了丝绸之路。马其顿商队早在公元101年就抵达中国古都洛阳，传承至今啊，让我们看到中方援助白马的防御物资通过中欧班列运抵。一带一路啊，将我们更加紧密地联系在一起。所以啊，要是说去年我抵达白马之时是异乡客的话，今年已经是满满的故乡情。中国传统文化推崇和而不同，协和万邦。600多年前，中国明代著名航海家郑和率领当时世界上最强大的船队七下西洋，远涉亚非30多个国家和地区，撒播了和平友谊的种子。郑和啊，是我的家乡中国云南人的先贤，也是中国的先贤。我抵达白马以来，坚持和谐共生、密切沟通协调，考察科查尼、奥荷里德等多地，走访商会、企业，走进学校，广交朋友，也包括接受媒体记者朋友的访谈，感受到中白马虽然体制、国情各异，但互为友好，和而不同的传统友谊深厚。中国人民啊，崇尚天人合一、国泰民安。因而，当新冠肺炎疫情来袭之时，中国坚定地同白马人民团结抗击疫情。中国大使馆已积极行动起来，向受疫情影响的比托拉地区300户落寞家庭提供生活物资捐助，向加济巴巴大区受疫情影响的310名同学捐助了平板电脑，让他们能够在疫情期间上网课。我们还向医院以及医护人员、媒体朋友，向国防部、内务部等一线军警人员提供力所能及的帮助。那种安危以共、同舟共济的情谊啊，历久弥新。中国传统思想主张美美以共，天下大同。那么在新的历史条件下，中国国家主席习近平本着以天下为己任的情怀，提出了构建人类命运共同体的思想。那么这一思想成为了中国对外交往的鲜明的旗帜。我始终秉持人类命运与共，坚定推动合作共赢。不仅愿努力为服务中国人民尽好自己的责任，也愿为包括白马在内的人类的进步事业尽好自己的力。谢谢。北马其顿共和国的朋友们，大家好！我在中国广西壮族自治区，我所在的城市是中国东盟博览会永久举办地广西南宁市。我是一名媒体从业人员，我在南宁国际会展中心朱锦花厅下，祝北马其顿共和国的朋友们新年快乐，万事如意！
嗨，大家好，我们是沈阳城市学院的学生，我是赵欣怡，我是向宇，我是江淼。现在我们在中国沈阳。沈阳是清朝的龙兴之地，古称沈京。作为一朝发祥地、2代帝王城的古都呢，沈阳具有非常深厚的文化底蕴。像我们现在身上穿的就是满族的服饰。沈阳也有很多的美食，我现在呢就是在我们的辽菜博物馆，面前呢就有108道菜品，被称为满汉全席。希望大家在新的一年2021年有机会来到我们的沈阳，品尝我们的美食，感受我们的文化。现在也祝大家新年快乐！大家好，我叫胡礼国，是一名新闻工作者，目前在湖北武汉工作。武汉是一座美丽的江城，长江、汉江汇聚于此。在我身后就是天下江山第1楼黄鹤楼。登上黄鹤楼，你可以俯瞰大江大湖大武汉的绚丽风情。武汉经历过新冠肺炎疫情的影响，已经是一座英雄之城、健康之城、幸福之城、美丽之城。欢迎您来武汉。2021新年即将到来之际，我在湖北武汉，祝您新年快乐。Господин амбасадор, ни следуваат едни од најубавите предпразнични денови во нашата и во вашата култура. Ние новата година ќе ја дочекаме на 1 јануари 2021 година. Вие во Кина истото ќе го направите некаде во февруари. Како изгледа тоа прославување на кинеската нова година? 春节又叫过年，是中国的传统新年。那么经过千百年传承演变，已经成为中华儿女最盛大、最热闹、最重要的传统节日。登山则情满移山，观海则意移移海。我的家人和我一同生活在斯科普里。我女儿今年1月赴白马过春节，因疫情影响也留在这边，现正在上大4学年网课，因而这儿已经是我的家了。那么我和我的家人将在斯科普里和白马民众以及海内外的朋友们一起迎接新年，迎接春节。明年不仅是中国传统农历的牛年，还是百年难遇的金牛年。牛在中国传统文化中是勤劳忠厚的象征。金牛奋蹄开门红，牛气冲天迎丰年，寓意中国人民必将迎来更加幸福美好生活。因而在辞旧迎新之际，我期待在金牛年，咱们中白马2国都能够做到牛气冲天，国泰民安，既能够携手战胜疫情，也能携手推动经济复苏，从而更好造福2国和2国人民。谢谢。Кинеската нова година или пролетниот фестивал е најголемиот празник во Кина. Го менуваат датумот, но традицијата не. Во неа се ужива цели 15 дена. Сите се враќаат од многуте краеви на светот, за да бидат заедно. 2 милиарди луѓе. Танцот на змеот и подарувањето црвени коверти ќе ја одбележат кинеската нова година. Во Кина овој настан се нарекува и пролетен фестивал или лунарна нова година, бидејќи тогаш почнува годината според лунарниот календар, во однос на циклусите на месечевите мени. Секоја кинеска нова година е означена како година на едно од 12 животни од кинескиот хороскоп, а најсрекни неуспешни ќе бидат оние кои што се родени во тој хороскопски знак. 2021 година е година на златниот бик. Првиот ден од лунарната нова година е забрането чистењето.
Станува збор за почеток на сезона на суеверие и забрането е било каква активност во домот. Суеверните веруваат дека со перењето на првиот ден ќе се измие и среќата и напредокот. Вториот ден од фестивалот е посветен на семејството. Тој ден всушност се смета за почеток на новата година. Легендата вели дека чудовиштето Нијан, пола змеј, пола лав, излегува од својата скривница и ги напаѓа луѓето токму на лунарната нова година. Понекогаш луѓето палеле стебленца бамбус за да го избркаат чудовиштето. Денес се организираат спектакуларни огномети во Пекинг и останатите поголеми градови во Кина. Чудовиштето Нијан исто така се плаши од црвената боја, па затоа за кинеската нова година речиси се е црвено. Црвената е боја на сонцето и символ на силата, крвта и животот, па и боја на огнот со кој што се истерува змеот и символизира топлина и славење. Во центарот на вниманието е и храната, а особено е важно да се јадат многу сладки, бидејќи веруваат дека така засладено ќе биде и во новата година. Традиционално се јаде пудинг од ориз, кандирано овошје и семки. Кинеската нова година се прославува повеќе од 1000 години, можеби подолго, а традициите кои што се вклучени се длабоко вкоренети во кинеската култура. Годинава корона кризата, која што го зафати буквално целиот свет, откажа или одложи многу масовни прослави. Кинеската нова година се прославува и неколку денови, меѓутоа и многу масовно. Колку за споредба, само минатата година во Кина се случиле околу 3 милиарди патувања само за новогодишните празници. Што мислите, колку годинава корона кризата ќе го промени тој начин на прославување? 那么，由于中国较好的控制住了疫情，然后经济增长又好于预期，特别是中国即将消除绝对贫困的现象，全面建设小康社会又胜利在望。所以明年春节必将是一个全国上下盛况空前、万家团圆的喜庆日子。中华儿女必将是一个家国同庆、迎福节息的盛典年节。中华民族必将迎来万象更新、开辟未来的重要年份。特别是经过新冠肺炎疫情一战，人们更加珍惜家人团聚的日子，更加珍惜平安健康的生活。因而，中国大江南北年味儿会更浓，文化节庆活动会更多，乡村街道会更热闹。当然，除了旅游过年仍然是重要形式之外，微信视频连线也会刷遍海内外。中国传统的敬老爱幼的压岁钱，又叫红包，到时也会传遍我们华侨华人。所以我们不仅会看到中国举国上下更加红红火火，更会看到海内外的中华儿女齐欢庆、共祝愿这样的一个非常隆重的盛况。谢谢。北马其顿共和国的朋友们，大家好，这里是中国重庆，行千里志广大。重庆也叫雾都、山城，是红岩精神的起源地，巴渝文化的发祥地。这里是重庆最具有代表性的建筑之一——人民解放纪念碑。在这里，我们邀请北马其顿的朋友们来看看重庆这座山水之城、美丽之地。最后，我们谨代表重庆人民向北马其顿的朋友们致以新年的问候，祝大家2021年新年快乐！北马其顿共和国的朋友们，大家好，我是中国济南市文化和旅游局局长志良。新年之际，我在全城济南向你致以节日的祝福。
济南是一座泉水之城，全市分布着1000多处天然涌泉，有冷泉也有温泉。那我身后的就是有着天下第一泉美誉的趵突泉。发源于连绵群山之中的泉水，在济南穿街过巷，汇流成河，汇聚成湖。中国母亲河黄河像一条蜿蜒的巨龙穿城而过，奔流不息，形成了一城山色半城湖的独特自然景观。济南是一座历史文化名城，拥有2600多年的建城史，与五岳独尊的泰山和孔子家乡曲阜共同组成了著名的山水圣人黄金旅游线。探访东方文明，游历美丽中国，请从全城济南开始。祝大家新年快乐！2、1，开始。我们是国际在线陕西频道，我们在中国西安，千年古都常来长安，新年快乐！我们在西安等你。Кога во 2019 година дојдовте на функцијата амбасадор на Народна република Кина во Македонија, верувам дека имавте поставено некакви цели. Колку од нив исполнивте? 我赴白马以来，重大项目合作稳步推进，文化旅游交流亮点纷呈。今年1月，使馆春节招待会暨欢乐春节演出活动，容纳近1000人的爱乐音乐厅，人气爆棚。演出结束时，全体观众起立鼓掌，掌声经久不息，让我深受感动。面对新冠肺炎疫情的挑战，两国团结抗疫和延续合作势头这2大成果，释放了中国同中东欧国家合作共赢正能量。在中国受到新冠疫情威胁的初期，白马其顿政府高层、友好团体、各界人士以及普通民众向我或向使馆致电慰问，捐赠防疫口罩，提供防治病毒的药方等。在白马受到疫情影响之后，中国政府分别于4月和7月提供2批抗疫紧急物资援助，同时还2度举行视频会议，同包括白马在内的中东欧国家分享抗疫经验信息。那么有城、南昌市向斯科普里，德阳向普里奈普，晋城向克拉托沃，以及四川省向白马捐赠抗疫物资，并分享经验。那么中国的民间团体、多家中国企业以及中国大使馆也通过各种渠道和途径提供帮助。两国合作在危机中遇先机，在变局中开了新局。今年1到9月，两国的双边贸易额逆势增长达到了6.6%，其中白马向对华出口增长达到了13.6%。是我们中国一要成为有白马之前的第7大贸易伙伴，成为了第4大贸易伙伴，所以凸显了中白马两国互利合作、
潜力巨大。那么这次疫情啊，我们也看到数字化交流交往日趋活跃，所以我将不忘初心，牢记使命，同白马方保持战略沟通，更好促进民心相通，共同维护多边主义，深化两国在后疫情时代务实合作。特别是2021年是两国具有里程碑意义的重要年份，中国将全面开启建设社会主义现代化国家的新征程，白马也将迎来独立建国30周年，落实新一届政府规划，推动经济社会发展向绿色和数字化转型升级。所以我期待明年我们两国领导人能够共同出席中东欧17+1的领导人峰会，期待17+1合作同共建“一带一路”同东欧各国的发展战略更好融合对接。谢谢。За крај на овој краток, меѓутоа доволно богат разговор со вас. Какви се вашите новогодишни честитки за 2021 година за сите граѓани на оваа наша држава? 一昼一夜花开者谢，一春一秋无故者兴。在中国传统牛年新春佳节来临之际，我祝愿白马民众生活安康，明天更加美好。那么我也祝愿在白马的中国同胞吉祥如意，阖家团圆幸福。也祝愿我们中白马两国繁荣昌盛，人民幸福安宁。也祝愿中白马两国人民的友谊万古长青。谢谢。Господин амбасадор, ви благодарам многу на одвоеното време, затоа што ни дозволивте да ве запознаеме вас и дел од вашата кинеска култура. Ви посакувам многу среќна и успешна 2021 година. 新年快乐！谢谢。大家好，我是刘浪涛，是一名新闻从业者。我现在在四川省成都市，我的身后呢是成都大熊猫繁育研究基地，在这里我们可以和可爱的熊猫宝宝近距离的互动。成都是一座来了就不想走，走了还想来的城市，这里不仅有憨态可掬的大熊猫，还有世界文化遗产都江堰，还有道教名山青城山，以及金沙遗址、杜甫草堂、武侯祠、锦里、宽窄巷子等一系列的景点。这些地方都是国内外的游客争相打卡的网红地。在成都，你可以沏一壶清茶，享受慢生活的惬意，也可以吃一顿火锅，感受这座城市的热情。无论是美食还是美景，成都总有一个让你留下来的理由。我在成都等你，欢迎大家到成都做客。2021年即将到来，祝大家新年快乐，万事如意。我在江苏南京，南京是六朝古都，世界历史文化名城。祝你新年快乐！山水成林，包容的南京欢迎你。心岁平安，年年如意，祝大家新年快乐！祝外国友人2021新年快乐！2021年祝外国友人平安喜乐，万事顺意。2021年祝大家阖家团圆，平安喜乐。2021祝大家好事连连，好梦圆圆，万事顺，阖家欢。祝大家新年快乐！ Hello， 大家好，我现在所在的城市呢，就是美丽的冰城哈尔滨了。哈尔滨呢是黑龙江省省会的城市，有着东方小巴黎、音乐之都等美誉。每到冬天这里都会变成冰雪的王国。 欢迎北马其顿的朋友亲自来到哈尔滨，感受哈尔滨的魅力，也来感受我们的热情好客。2021新年快乐！我在冰城哈尔滨等你。
Она што за сите нас ќе остане неизбежно и непроменето е новогодишната желба, која што секој еден од нас ќе ја посака на 31 декември. Годинава ќе бидеме многу поскромни во очекувањата, но многу поамбициозни во исполнувањата. Нека ни е среќна новата 2021 година. Нека биде подобра, побезбедна и послободна од претходната. Она што ние со сигурност можеме да го ветиме е дека во новата година ќе дадеме се од себе, за да ја запознаете Кина, лулката на цивилизацијата.